Министерството за труд и социјала подготвува нов закон за работни односи. Иако законот е во работна верзија, копијата помеѓу синдикалците и работодавците веќе се кршат по многу основи. Најголемиот камен на сопнување за синдикалците е делот кој се однесува на вработувањето на определено време. И ограничување на бројот на работници што кај еден работодавач можат да бидат на определено време. Имаме, знаете, ситуација уште од донесување на законот дека работодавачите можат да издаваат краткотрајни решенија на 1 месец, на 3 месеци и така натаму, со тоа да го држат во несигурност работникот, да не знае тој дали ќе му биде продолжен договорот или не, да стрепи постојано дали воопшто ќе го задржи работното место или не. Од друга страна, работодавците бараат конкретизирање на условите при вработување, но и останатите работнички права за време траење на работниот однос. Во суштина и сегашниот закон не е толку лош, како што не е доволно прецизен, па секој си го толкува на свој начин. Затоа имаме разни судски спорови кај што за една иста прекршок, за една иста работа судиите различно пресудуваат, значи се оставува на нивната слободна волја наместо закон да биде прецизен. И се обидовме сите оние одредби кои достега ствара проблеми во имплементација да ги прецизираме. За министерката Мила Царовска, сите разлики треба да се надминат низ социјален диалог помеѓу сите засегнати страни. Законот ќе се приближи до стандардите на европските држави, затоа што ќе успееме да постигнеме поголема флексибилност за пазарот, но исто така и поголема сигурност за работникот, и тоа е целта на овој закон, така да не го брзаме. Сметам дека колку по-солиден текст имаме, колку по-зрел текст имаме, поголема можност за почитување. Сметам дека неколку клучни елементи ќе останат и за јавен преговор, за да може да се прекрши во која насока ќе се движи законот. Потребата од измени на постоечкиот закон при ангажирање на работниците се аргументира со сегашните 200.000 договори кои во државата се склучуваат за само една година.